Лошите демографски и имиграцијски трендови направија карта, а потоа и така наречен список на смртта за земји со неповолна перспектива. Од 20 земји кои ќе имаат сериозни проблеми, најлошо стои Бугарија. Нашиот источен сосед во моментов има 6,9, но тој број за 30 години ќе се намали на само 5,4 милиони жители, што е пад за 22,5%. Втора голема жртва на демографско-имиграцијските процеси е Литванија, која за истиот период од 2,7 ќе падне на 2,1 милион жители и тоа ќе биде намалување за 22,1%. Ништо подобро не им се пишува ниту на нашите останати соседи и земји од некогашна Југославија, кои со години страдаат од истиот проблем. По Бугарија, балкански лидер во губење на жители е Србија, која сега има 8,7 милиони жители. Од нив за 3 децении Србија ќе изгуби 18,9 или цели 1,6 милиони. Речиси идентична тенденција има и Босна и Херцеговина, каде од 3,3 за истиот период ќе останат 2,7 милиони жители, што е пад од 18,2%. Во вториот дел од лошиот список е Албанија, чии сегашни 2,9 милиони жители ќе се стопат на 2,4 милиони, што ќе биде помалку за 15,8%. Потоа е Грција, која ќе паѓа за 13,4%, односно нивните 10,4 милиони ќе се стопат на 9 милиони жители. Имиграцијата или белата чума заедно со негативната демографија, Македонија ја сместуваат на 18-тото место во Европа и тоа кажува дека во однос на другите и не сме така лоши. Подобро од нас и тоа незначително е само Италија. Иако попис одамна немало, според последниот, Македонија има 2,1 милиони жители, кои релативно брзо ќе се сведат на само 1,9 милиони, што е 10,3%. Иако ова истражување на угледниот Бизнис Инсайдер за Македонија дава некаков оптимизам, тој не се однесува и на источниот регион, зашто дневно од него заминуваат помеѓу 8 и 10 граѓани, повеќе отколку од било кој дел од државата.